разговарам некако во континуитет и утринската програма сака да ги следи како редакција хуманитарните акции. Дејан Петанчевски е наш соговорник, кажувам во множина на утринската програма, наш пријател и голем хуманитарец. Дејан Петанчевски од Сдруженијето хуманитарни акции Скопје, во тек се летувањата на социјално загрозените лица и навистина веќе во големек, во голем број летуваат. Меѓутоа, ајде да кажеме првин колку се на летување, од кога почнавте и веќе се подготвувате и за во септември. Пред се, добро утро до сите гледачи на македонската телевизија, добро утро до тебе, Бети, до твојата екипа. Нашата хуманост, нашата активност продолжува и понатаму. До сега имаме веќе негде околу 45 семејства пуштени на летување, бесплатен одмор. Тоа се 3 ноќи, 4 дена и продолжуваме се до септември. Акцијата почна уште во мај месец и ќе трае до крајот на септември, но ако биде убаво и времето, ќе продолжиме. Ќе продолжите и во октомври. Да. Благодете, кај нас има сонце, како велиме, во изобилие. Се подготвувате за септември, можеме да ги повикаме сите кои што сакаат да ги отворат вратите бесплатно за овие ранливи категории, да влезат во овие хуманитарни акции. Каде летуваат? Охрид, предпоставувам? Охрид, Струга, Дојран и сега најново во Берово, во близина на Беровското езеро. Така да најголема акција ќе ни биде сега во септември, каде што веќе имаме понуда на неколку собственици на апартмани кои што ги отворија своите врати за овие ранливи категории граѓани, за дечињава со посебни потреби. Пред се едно огромно благодарам за нивната хуманост, огромно благодарам до сите хумани граѓани, сите правни и физички лица, исто и до вашиот медиум кој што несебично секогаш ни излага во пресот. Дејан, знам дека не застанувате, додека се договаравме, дури стасавме да ми кажеш и за пакетчиња што ќе бидат обезбедени за нова година, есенва и во текот на месец август, покрај ова што организирате бесплатни летувања за социјално загрозените семејства, лица со посебни потреби, каде се насочувате? Покрај оваа акција, кажано, ние планираме веќе во месец август да направиме едно изненадување за сите членови на нашата хуманитарна организација, така да ќе го држиме малку тајност, све ќе биде објавено јавно на нашата Facebook страна, на нашата група, така да уште еднаш ќе апелирам до сите фирми, до сите граѓани кои што имаат желба да помогнат, да ни дадат поддршка, да не застанеме со овие акции. Однос на членските картички? Така е да од овој месец почнавме со издавање на членски карти, каде што ќе има определен попуст во некои ресторани, кафичи, базени, така да се надевам дека со самото активност на нашата хуманитарна организација ќе се зголеми бројот на поддржувачи. Како е начинот да се добие таа картичка за оние што се заинтересирани, да кажеме постапката? Постапката е следна, треба да биде нелеп. Како што нагласивме, ранливо социјално семејство или да има некое детенце со посебни потреби, една слика и тоа е доволно. Сега некои
кажуваат чланарина. Да, таа чланарина ќе се плаќа исклучиво на нашата сметка, жиросметка, која што ќе биде јавно објавена. Сите пари собрани од чланарината ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Дејан Петанчевски, ти благодарам за директното вклучување во утринската програма. Не застануваме тука, до следно видување. Ти благодарам и на тебе. Поздрав до сите гледачи на Македонската радио и телевизија и уште еднаш голем повик, голема молба едноставно од мене да сите фирми, физички лица кои што сака да помогнат на нашата организација. Ти благодарам уште еднаш.